Идејата да се зголемат површините на житни култури и да се превенира недостатокот на брашно и други производи не е едноставна. Изореј, посеј и жнеј е премногу едноставно кажано, бидејќи сега тоа е процес од кој во моментов со овие цени главата ги боли сите, изјави потпредседателот на Сојузот на стопански комори Горан Георгиевски. Значи, треба да допреме до сршта. Сршта не е само давање на земјиштето под закуп, сршта е да се обезбеди нафта, вештачко ѓубриво, семенски материјал по адекватни цени, за да може да он има профитабилност на крај на процесот. Поради ова, земјоделците се обесхрабрени и деморализирани и нив некој ќе треба да ги убеди тие да влезат во сеидбена неизвестност оваа пролет. Така да имаме еден моментум да земјоделците се обесхрабрени и ќе треба нели да се влијае многу позитивно за тие да влезат во процесот на одледување на житни култури оваа пролет. Неизвестноста за која Георгиевски зборува ја потврдуваат и земјоделците, за кои пролетната сезона е изгубена. Со други зборови, за поголемо производство државата на нив не може да смета. Сега во овој момент, кога веќе е сезоната за пченка и пченицата веќе при крај на сезона за садење, значи не знам кога ќе стасат луѓето кои што ќе земат земјиште. За пченица нема шанси веќе тоа да се сади. А за пченка до 15, најкасно 20 мај, мислам април, може да садат. Ама дали има време тоа да го спроведат? Не се дава земјиште 5 до 12. Пшеница не може да посејат, јачмен, мислам тие зрнести култури што се есенска сеидба не може. Ова значи дека државата сега повторно ќе треба да се подпре на веќе завршената есенска сеидба, но и да бара начини како увозно и по кои цени ќе го реши проблемот со жито, бидејќи според експертите, жито ќе има, но проблем се цените. Нешто слично, како што веќе го чувствуваме проблемот со струјата и горивата.